Значи, кога некој ќе згрижи, лица кои што се жртви на семејно или на родово базирано насилство, целта на тој давател на услуга е да врши психолошко јакнење и економско јакнење. Економското јакнење подразбира и вработување на жената со цел кога ќе излезе од советувалиште да биде финансиски зајакната, да може да се реинтегрира во сите процеси. Значи, тоа е работа на психолози да работат со жртвите и на сите институции, на Агенција за вработување ги креира мерките, граѓанските организации треба да работат со жртвите за да ги зајакнат, пак е системско. Сега, една од целите на тоа тело е и да креира системски мерки и да ја следи нивната имплементација со цел вака да не знаеме после што ќе се случува. Кога ќе го следиме сега ние цела оваа година, треба да следиме број на пријавени, број на вратени, број на реинтегрирани и на крај од годината да направиме еден план базиран врз основа на аргументи за да знаеме како треба да се креираат политиките.